Добро утро на сите. Денес ја имаме Комисијата за безбедност. Предлагаме една точка на дневниот ред, а тоа е информации за безбедносната состојба на полициска станица од општа надлежност Битола во текот на второто полугодие од 2024 година. Кој е за оваквиот дневен ред? Дали може да го усвоиме? Кој е за? 3 за. Значи можеме да работиме по истата. По однос на единствената точка, го замолувам командирот на полициската станица да извешти. Добар ден на сите. Ќе презентирам информацијата за безбедносната состојба, како што кажавте, второто полугодие од 2024 година. Истата се оценува како поволна и стабилна, без поголеми нарушувања на јавниот ред и мир. Исто така, активностите беа насочени кон одржување на добра и стабилна безбедносна состојба. Во текот на второто полугодие одржани се повеќе јавни собори на граѓани, културни манифестации, верски манифестации. Во однос на сторените прекршоци се евидентирани 114 прекршоци од 213 сторители. По истите поднесени се барања за поведување на прекршачна постапка, од кои најзастапени се физичките напади, учество во тепачка, како и фрлање и кршење на разни предмети. Исто така, во текот на второто полугодие извршени се и контроли во угостителските објекти, при што после 24 часот не се затекнати прекршоци и кривични дела, како и присуство на малолетници во истите. Во однос на поместо на сторување, најголем дел се извршени во градот. По однос на категоријата на сторителите, најголем дел од прекршителите се невработени лица. Во однос на старосната структура, до 16 години имаме двајца прекршители на Законот за јавен ред и мир, од 16 до 18 имаме 8 и најголемиот дел се преку 25 години. Во однос на Законот за спречување на насилство и недостојно однесување на спортски надпревари, констатирани се 2 прекршоци по истиот, за кои се поднесени соодветни барања за поведување на прекршачна постапка до Основен суд Битола. Во однос на криминалитетот, пријавени се тешки кражби 153, кражби 24, разбойништва 1. Насилство врз дете има пријавено 22. Во однос на овие имотни деликти, тешки кражби и кражби, не се издвојува некој настан во кој е причинета поголема материјална штета на пријавителите. Исто така, постапувано е за неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори, каде лишени од слобода се вкупно 111 лица. Во текот на второто полугодие извршена е една акцијска контрола во содејство со УЈПДПИ и Државен трудов инспекторат, при што за во текот на контролата извршени се во 3 угостителски објекти, при што не се констатирани неправилности во текот на нивното работење. Извршена е контрола исто така само од страна на полиција, извршени се уште 4 акцијски контроли, извршени се акцијски контроли и пред средни училишта по оперативната акција превентива за спречување на насилство меѓу врсничко насилство во училиштата, каде што не се констатирани неправилности или лица, ученици да носат предмети од извршени кражби или наменти за извршување на кражби, како и предмети за нанесување повреди на други лица, како што се боксирачи, ножеви и слично. Во однос на сообраќајот, случајни се вкупно 124 сообраќајни незгоди, во кои животот го загубиле 4 лица, а 81 лице се здобиле со телесни повреди. Поголемиот број на сообраќајни незгоди се случиле во населените места, а помал број 32 се случајни на отворен пат.
Против прекршителите во патниот сообраќај до Основен суд Битола и Комисијата за одлучување по прекршоци при СВР Битола поднесени се вкупно 2067 барања за поведување на прекршочна постапка, издадени се 4645 прекршочни платни налози, од кои наплатени се 3051, што значи повеќе од 50%. На превентивен план се преземаат исто така мерки, при што контролирани се вкупно 15.828 возила и возачи, од кои исклучени се 229 возила и 1044 возачи. Алкотестирани се вкупно 4756 возачи, од кои 370 покажале знаци на алкохолизираност. Податоците покажуваат дека има поволна, добра и стабилна состојба во сообраќајот на патиштата. Од областа на превенцијата се преземаат плански активности, преку изработување на проекти се стваруваат контакти со институции кои беа поврзани за стварување и разрешување на одредени проблемски прашања на граѓаните, воспоставени се соработки со организаторите при одржување на спортски надпревари, културни манифестации или други настани кои се приредуваат на јавен простор. Полицијата и граѓаните заедно. Ова е проект кој содржи голем број на активности и се третираат различни целни групи и општествени проблеми, кои го засегаат населението, меѓу кои се внимателна заедница, безбедна заедница и без толеранција за алкохол и дрога. Исто така, одржани се и состаноци со ДЗС, ЈП Македонски шуми, Шумска полиција и ЦУК на тема пожари на отворен простор на подрачјето на полициската станица од општа надлежност Битола и е воспоставена меѓусебна соработка и координација за постапување при појава и превенција од пожари. Благодарам, командире. Почитувани колеги, прашања дали имате? Може. Сакам да ве прашам со испитниот центар. Ние баравме дополнителна информација, меѓутоа не ја добивме. Докаде е постапката, затоа што навистина не е во ред толков град да се пропраќаат граѓаните кои полагат за возачка во Кавадарци, Охрид и така натаму. Ново прашање не можам да ви одговорам, бидејќи немам информации и не е во надлежност на полициската станица во Битола. Ова е надлежност на МВР за некој да добие лиценца за да има испитна комисија на подрачјето на град Битола. Вака комуникација СВР, МВР немаме. Немате, мислам? СВР имат, ама не е во доменот на полициската станица и таа информација полициската станица ја нема како информација. Не можам да ви дам одговор. Ви благодарам. Дали има некој друг прашање? Јас би сакал да го прашам командирот. Накратко во однос на ситуацијата во која се наоѓа нашата земја со несреќата во Кочани, би сакал да прашам дали се извршени во изминатиот период контроли врз ноќните клубови и каква е намерата на полициската станица Битола во идниот период во однос на оваа проблематика. Значи, добиени се насоки за постапување од страна на МВР према сите СВР, како и према полициската станица Битола, при што во координација одделението за криминалистичка полиција со надлежни инспекцијски служби се вршат детални контроли во сите гостителски објекти во однос на нивна документација, како и сите ја добиле и дали имат воспоставено исто агенција за обезбедување, во која се вклучени исто и ДЗС, дали ги исполнуваат условите, зашто ќе бидете дополнително известени од страна на СВР Битола. Иначе ноќните клубови, видовте самите, извадете и веб порталите, во Битола скоро сите ноќни клубови имат лиценца за работа. Сега дали истата е ваделина или не, ќе се констатира дополнително. Би сакал да ве замолам во идниот период кога ќе ги соберете овие сите податоци, кога ќе извршите целосите контроли со однос на насоките од релевантните институции, како совет да не известите во прва прилика. Ќе ви известиме. Благодарам. Дали има некој друг било какво прашање на оваа тема? Дали можете да ми дадете информација каква е состојбата, односно колку контроли имате направено за затекнување на малолетници во
вечерните часови согласно законот после 12 не треба да бидат. Значи имаме во второто полугодие направено 4 контроли самостојно како полиција во кои не се затекнати малолетници. Исто направена е една во соработка со ДПИ, УЈП и Трудов инспекторат, при што исто така не се констатирани присуство на малолетници. Се извинувам, командире, јас добро се сеќавам порталот кај што дали беше ноќен клуб или не се точно не можам да кажам, но не е ноќен клуб, за купнина беше на простор после Зоолошката градина, Карче Буковските гробишта, каде што во објектот 100 души беа затекнати 59 малолетници, 59 во алкохолизирана состојба. Многу добро се сеќавате тоа август месец. Значи ние правиме муавет за второто полугодие од 2024 година. То било Ото полугодие избора. кога е тоа? Август месец. Август месец. Таа контрола може да е спроведена од Крим полиција, од криминалистичката полиција, 59. Ако се сеќавам на тој настан, мислам дека објектот бил изнајмен од страна на родител за приватна забава. Ако може да се изнајмува објект во кој да се прават забави кои што немаат лиценци за таква работа. Па тоа ќе ги прашате Државен пазарен инспекторат, тоа не е надлежност на полицијата дали некој може да изнајми или не може да изнајми објект. Мора повлече поднесе кривична пријава. Кривична пријава за што? Прашам дали поднесовте кривична пријава Немам за непоседување на лиценца, за малолетници, за алкохолизирана состојба, за седење после 12 часот. За тоа ќе Ко основ имате правни МВР може колку да сака. Значи ќе ви известам за тоа дополнително. Точно не знам за дали се работи за не можам да кажам, треба да проверам, ќе ви известам дополнително писмено. Колку? Уште нека работа. Значи во однос на другата работа, во однос со граѓаните се жалат на проблемот со повеќе во летниот период се работи, меѓутоа и август, септември, октомври користат со овие скутери што се ти работи. Значи имаме преглед во однос на тоа колку се зборам регистрирани се имаат возачки дозволи така работа. Значи се врши тоа перманентна контрола од страна и на полициската станица за безбедност на патниот сообраќај и од страна на полициската станица од општа надлежност Битола. Секоја неправилност, дали нерегистрирано мопед или моторцикл, ако има прекршување на закон, нормално се поднесуваат и барања за поведување на прекршачна постапка. А колку се регистрирани, а колку не се, то нема евиденција. Тоа треба да се провери во оделението за управни работи Битола. Има некој друг прашање? Благодарам. Колегата Корлевски кажа дека во месец август имал акција, ама за среќа постојат билтените кои што се од МВР и каде што кажува за акцијата пише ноќта од петокот кон саботата 15, 16, 9 2023 година. Сега зборуваме за второ полугодие на 2024 година и таму е спроведена акција од СВР Битола, акцијска контрола во гостителски објект, при што во еден објект затекнати се 50 малолетници по полнок од кои 18 конзумирале алкохол. Значи се работи за друг период, ама и командирот нека провери. Јас имам прашање, акцијските контроли, кажавте дека има спроведена акцијска контрола. Акцијската контрола ја спроведувате вие или на барање на некој од инспекторатите и вие само асистирате? И останатите, и второто прашање, дали покрај овие акцијски контроли, ако се набарање на некој од инспекторатите, дали полициската станица извршува редовни проверки во кафе, барови, ноќни клубови, кои што е редовна, поставам работа во текот на викендите кога најголем дел од младите се излезени. Благодарам. Така. Значи овие акцијски контроли најчесто се спроведуваат ако е комбинирана, да речам, во содејство со ДП и со УЈП, најчесто на наше барање. Со цел акцијската контрола да се спроведи поефикасно и секој да си го изработи својот домен на работа во однос на постапувањето.
Акцијските контроли што се извршени самостојно, само полицијата кога ќе има извршени акцијски контроли, тие се изготвени нормално со план, се знае кои луѓе ќе постапат по тој план и се вршат во ugostителски објекти во однос на нашето редовно полициско работење. Како што рековме, точење алкохол на малолетни лица, нарушување дали има на јавниот ред и мир, дали внатре има, дали во објектот се наоѓаат лица кои се бараат по потерница, меѓународна потерница, наредби за издржување на казна, затвор, предмети со кои се извршени или намети за извршување на кривично дело, недозволена трговија, со поедни други. Значи, нашиот домен на работа е голем. Во однос, како што рековте, јас кажам, ова се за самостојните контроли што ги прави полицијата, во однос на работењето, а во однос на редовното работење, нормално, дека во вечерните часови има редовни контроли кои се прават по гостителски објекти, но тие не се заведени како акцијски контроли, тие се редовни, како што рековте, редовна полициска работа. Што таа е како во информацијата не можеме да ја прикажеме, зашто ние го правиме секојдневно. Секој ден ќе извршиме контрола, ќе се поминат во објектите, ќе се проверат и така натаму. Иначе не се оставање гостителските објекти без контрола, никој да не оди. Доди полиција само ако има акцијска контрола. Некојаш се случува да имаме сознание да некој лице, пример ќе кажам, се бара за издржување казна затвор, се добива оперативно сознание, одиме, вршиме проверка. Кој ќе влеземе внатре, нормално ние ќе извршиме, ако затекнеме малолетници, тој ќе го констатираме и ќе го санкционираме. Во ред, благодарам. Повели. Благодарам на колегата што ги чита билтените. Колега, многу е стрикна околност 50 души да малолетници да бидат пијани. Втора работа. Дали, почитуван командир, имате информација дека секој викенд има одржување на родендени, токму малолетници во разни објекти, значи не зборам угостителски, во разни објекти, каде што има голем број на малолетници и се точи алкохол и се и до 80 години. Има такви неколку објекти кои што ги издават, ги закупуваат како закуподавач, се јавува стално родителот, но тие најчесто се до 24 часот. Немаме констатирано некоја. Ако имате некој конкретно сознание, кажете ни, ние ќе извршиме проверка. За колегата и за јавноста, бидејќи слушат информацијата, за да знае, за да не чита билтенот и отпосле кога ќе се следи, че нема потреба име генерали. Втора работа, во однос на токму за овие малолетниците, бидејќи јавноста го знае тоа нешто, ваша обврска е да постојано во континуитет ги вршите вие тие активности, така, во однос на присуство на малолетници збораме. Кои се постапките кои што ги превземате вие? Санкција спрема родителот или санкција спрема објектот, спрема угостителот кој што не ги примил или тука има и санкција. Тоа за јавноста да биде разграничено. Значи тука има санкција и према родителот, има санкција и према објектот. Значи родителот одговара за занемарено грижење на малолетници, а објектот нормално одговара, таму има повеќе, значи одговара и правното лице, одговорното лице во правното лице и собственикот. Значи тука има 3 барања за поведување на прекршачна постапка. Можам да ви ги дам на увид од претходниот период, каде што имаме ние поднесено голем дел, да речам, на пријави кај во споредбено со истиот период од 2023 сме поднесле 7 барања до заповедување на прекршачна постапка против угостителски објекти, од кои можам да кажам Основен суд Битола сите ги има отфрлено како неосновани, со различни образложенија, како што беше мене ми остана осеќавање, пишеше дека стато негде беше контролата 00:30, при што судот вели дека детето морало да биде во угостителскиот објект, бидејќи го немало такси, го чекал својот родител да го земи. Такви некои одлуки имаше, за кои пријавите се генерално сите отфрлени. Командирот спомнал дека полицијата и да излези на увид, после таа не е суд, туку треба институциите да функционираат. Полицијата само констатира некоја состојба, ги препишва што се глобите и барањата за поведување прекршна постапка, после друг санкционира. Тоа е темата и во јавноста дека што треба да го знаат граѓаните, дека апсолутно ние можеме да збораме за ниво за безбедност, да пријавиме во полиција или било кој граѓанин кој што ќе види
има звук и така натаму во разни гостителски објекти, меѓутоа понатаму институциите треба да го справедат тоа што Добро, судските одлуки пак не можеме да ги Не, коментираме. не ги коментираме апсолутно, меѓутоа да знаеме дека крајниот епилог сепак не е Не е до полицијата. Дали има некој друг прашање? Ако нема прашање, пред да затворам комисијата, уште еднаш да го замолам командор на полициската станица да во идниот период, кога ќе ги направите контролите, особено врз ноќните клубови и баровите во нашиот град, ве молам да не даваме рокови, оставаме на вас, да како сакате писмено, сакате на комисија, да известиме за информација на колегите и за информација на јавноста, бидејќи сметаме дека е битен тој момент моментално. Благодарам колеги, комисијата заврши.